Преспанските јаболка четврта година се под блокада за извоз на рускиот пазар поради наводно присуство на така наречената кафјава бубачка, иако повеќе од 200.000 тони секоја година редовно завршуваа во Русија. Страда бизнисот и земјоделското производство, бидејќи со слични проблеми поради отворената подршка која земјава ја дава на Украина, се соочуваат и останатите земјоделски производи, меѓу кои и охридската цреша, велат земјоделците. 90-95% од извозот одеше за Русија. Сега кога воведовме санкции ради одредени прилики и неприлики, и то како се погодени добар дел од големи земјоделски стопанства во Република Македонија, бидејќи голем дел и од другите земјоделски производи се пласираше на тој пазар. Во ситуација кога Русија стави барикада за македонските земјоделски производи, Стојановски вели дека бараат разни начини каде да го пласираат производот, од кои многу семејства екзистираат. И онака црешата се пласираше на рускиот пазар преку српски компании, бидејќи Македонија е сепак мал производител. Сега, значи, нас Русија не стави на листата на непријатели и тешко да и преку Србија не смееме. И сега се снајдуваат на било каков начин трговците во околните пазари на Балканот. Нешто малку одеше лане за Европската Унија, а тешко да ги пробиеме европските пазари, бидејќи за жал се уште не можеме да исполниме некои критериуми. Минатата година се соочиле со бројни предизвици. Ниската откупна цена, како и несигурниот пласман, носи стравување како понатаму. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски вели дека компаниите бараат начини како да ги заобиколат блокадите. Дел од компаниите кои што извезуваат, ако не стигнат директно до Русија, сигурно преку некој од соседните држави успеваат да пласират. Митоа, интенцијата на Министерството нашиот земјоделски производ да биде конкурентен и на европските пазари, бидејќи е квалитетен, здрав и треба да биде пласиран. Но некои поради проблемите со кои се соочиле при соработката со Русија, сами се одлучиле да го прекинат извозот на земјоделски производи на тамошниот пазар. Таков е случајот со компанијата на Станише Ивановиќ. Тие во 2017 година се целосно ориентирале на европските пазари затоа што Русија станала неисплатлива за работа. Со прекинување на пласманот на нашите производи од термоградарско и овоштарство од Македонија према руските пазари, ние едноставно немаме друга алтернатива и мораме се приориентираме кон Европа, Северна и Западна Европа. Но за да се остане таму и да се зголеми присуството на тие пазари, мора да се одржи високо ниво на квалитет, додава Ивановиќ. Тука се јава суштинскиот проблем. Како тоа го направиме? Квалитетно производство и истовремено квалитетни подзбербени активности. И второ, мора да се употреби наука. Како да се пролонгира времето на трајање на производите постбербено, за да може да има дисперзирано испорачување на производи до странските пазари во време кога им треба и тогаш кога ги има тие промоции, програми и потреби, а не само ние кога сакаме. Актуалната ситуација со која се соочуваат поради руската блокада, вели земјоделецот Ванчо Стојановски од Охрид, значително влијае врз одлуката кај многумина производители за проширување на насадите со цреши. Ја повикува државата да поработи на изногење на сигурен пласман на нови пазари. Ние и други што ги знам, го одложуваме проширувањето на црешовите насади. Штета, значи, Охридскиот регион, да не го фалиме, значи, е еден од редките региони во Европа што имаме цреши со таков квалитет и плюс што е наша предност за Охридскиот и за Преспанскиот регион. Арапските пазари и пазарот во Египет се вистинско решение за тоа, велат од Здруженијето на воштари од Реса. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.